Франција. Жолти телеци покажаа дека во Франција не умрела желбата за револуција, за социјална правда, за егалите, либерте, фратерните. Жолтите елици дадоа најмалку 2 жртви во протестите против фискалните мерки на Макрон, кој гневот на французите го разгори уште кога беше министер со неговите економски мерки, непопуларни мерки. Французите не се германци, не се тешки тефтонзи кои ќе размислуваат долго пред да решат кој чекор ќе го преземат. Додуша, кај германците патриотизмот најмногу се врзува кон фирмата во која работат. Тие се горди на своите фирми, на своите брендови. А французите се темпераментни. Во нив тлее поривот за револуција. Го докажале тоа во историјата. Го покажуваат и сега, повторно. Nous avons oublié de défendre l'Europe, parce que nous avons oublié de proposer pour l'Europe. Je ne laisserai rien à toutes celles et ceux qui promettent la haine, la division ou le repli national. Je ne laisserai aucune proposition. C'est à l'Europe de les faire. C'est à nous de les porter. Aujourd'hui et maintenant. А како ќе помине Макрон, ќе видиме. Ова смешно видео кое го гледавме пред малку ја доловува атмосферата, иако не мора така и да заврши, не мора Меркел секогаш да победува, нели? Но јасно е дека Макрон и кој да било треба да го намалуваат, а не да го зголемуваат јазот меѓу политичката елита и гласачите, меѓу богатите и сиромашните. Макрон ќе извика: "Јас пред сесија сакам Франција и никогаш нема да ја продадам заради Европа." Слушаат ли нашиве политичари во Македонија што значи патриотизам? Но дали доцна запали моторот на Парис, дали карбураторот е веќе пресисан? Ќе видиме како ќе се одвиваат настаните. Важно, французите не спијат, а кога Франција не спие, не може ниту Европа да дреме. А гледаме дека и преку каналот, преку Ла-Манш, работите не се најдобри. Тереза Меј на испит едва и преживеа доверба во низината партија. Брекзитот е во криза. Ќе биде болен разводот меѓу Велика Британија, односно Обединетото кралство и Европската Унија. Но, кога зборуваме за Европската Унија и процесите кои ферментираат, еве уште една европска порака, овој пат од унгарскиот парламент. Да не бидеме цинични, не станува збор за Никола Груевски. Тој си го доби својот политички азил, ќе видиме како ќе се развива состојбата со него. Побитно е што се случуваше во парламентот, каде што не за прв пат беше исфрлено европското знаме. Припадниците на Јобик велат, па по кој закон тоа знаме се поставува во највисокиот законодавен дом на една суверена земја? По никој изгледа, онака, од солидарност, по навика. Нека се мафта нешто, нека се вее. Eltávolítjuk a gyarmatosítás jelképét, a defenestrációval, ablakon történő kidobással, méltó helyére juttatjuk. Ennek nincs helye a házban, semmilyen formában, törvényalkotás szent építményében, semmilyen módon nem adunk helyet annak, hogy a magyar szabadságot korlátozzák. Reagál a képviselőtársam, hogy látszik a hívószóra hallgatott, és ennek egyében a hazgarási jelképét megtartjuk, és arra kérjük mindenkit az országban, hogy védjük meg a magyar szabadságot, és ennek egyébben mindenhonnét távolítsuk el, lehetőség szerint nyilván a jogszerűség keretei között ezeket az uniós zászlókat. Meg kell változtatni ezt a törvényt. Micsoda dolog ez, hogy a gyarmatosítás szimbolizáló szimbólumok ott vannak az óvodáink, az iskoláink, a középületeinken, miközben ez a rabságunk, a
semmi elképen. Кај нас пак има закон за знамења, ама тешко им било да го спроведуваат. Инаку имаме и устав, ама тешко им е да го спроведуваат и него. Се било тешко кај нас. О, тешкото, ќе викнеше Конески. Ама не име на сите тешко. Некои со една леснотија уставот го мачкаат на лепче. Секоја чест. Еве за Маргарита Цаца Николовска, била судејка и во судот во Страсбург, мислам капата доле. Но на кој начин да го анализираме незиниот експертски став дека Преспанскиот договор може да влезе во уставот, а како непотребен да се исфрли уставот од 1991 година, со која е создадена независна, суверена, демократска Република Македонија. И тоа е опортуно и со амандманите, затоа што така сме го јакнеле македонскиот идентитет. Ете, доволен е само прогласот од Асном, а не и од луките. А зошто би имале и устав? Можеме да го укинеме. Пишан устав немаат, например, Израел, Велика Британија, Саудиска Арабија, Канада. А кој сме бе ние за да имаме пишан устав? Како ли ќе се дефинираме? Професорот Нано Ружин вели дека не сме ни можеби свесни дека сме биле редентисти, како што не обвинуваа грците, и дека Северна Македонија е достоинствено име. Да, ама на што? И сега, дали треба со декрет да ја избришеме пресудата на Меѓународниот суд за човекови права на Обединетите нации, кој изричито пресуди на жалбата на Грција дека сме биле редентисти, дека Македонија нема и редентистичка политика. Па дури и кажа дека можеме да го користиме уставното и историско име, Република Македонија. Би рекле, ајде на здравје. Но сега каде е проблемот? Во нашиот несвесен иредентизам, како што ќе каже професорот Ружин, или во судската пресуда на избраните независни судии на ООН, кои одлуките ги носат во Хаг? Ке си најдете одговор, но нешто ми се чини не е во ред со нашиот чип. Но после ваква јавна и транспарентна дебата за амандманите, за оваа нова лоботомија, или како што ќе рече бугарската министерка Захариева, во бивша Југославија сме поминале процес на перење мозоци, ова сега е белење со варекина од охис. Мислам, и все повеќе сум убеден дека нашето потекло не е ни македонско, ни словенско, ама ние сме дојдени од Марс. Не сме паднати. Дојдени сме и најверојатно пророкот Езекил, кога зборува во Стариот Завет во Библијата за искуството со вонземјани и прошетка со вселенско летало, тој всушност се сретнал со првите марсовци кои подоцна се доселуваат во Македонија и се нарекуваат македонци. Потоцна ќе станат славни македонци. А сега ете дојде време тие опасни вонземјани за цела Европа и пошироко да си се вратат назад на Марс или едноставно да си се избришат како такви кои себе си се нарекуваат македонци.